Знаеш колку не заболе пичкава што сте вие фрустрирани? Можете да бидете уште 100 пати потолку фрустрирани. Око нема да ни трепне. Вашата борба за асимилација на Македонија многу брзо ќе ви се покаже јалова, стерилна, фригидна, импотентна. Од македонец бугарин не бива. Не може, бе, не бива. Као што не бива од марли ученик, утре студент, заутре докторант. Не бива, бе, човек. Арно, ама вие сте толку заслепени као нација. За изфрустрирани убаво си приметил, сте изфрустрирани. Ама не затоа што Македонија не ви оди по газот и не затоа што македонците неќат да се пишат бугари, туку изфрустрирани сте затоа што не сте македонци. А повеќето од вас, некои од вас изфрустрирани затоа што биле македонци, се откажале од тоа, па сега мисла дека сите ќе тргнат по нивни памет да се пишат бугари. Зашто се откажале, они се знаат. Знаеш, човек да го заврти грзот, може да има различни причини од различна природа. Така што, после сите паламудења пред година дена и утекна ова, дека во Македонија некој е спремен да го потпише тоа предавство, што го ставија на хартија Зоран Заев и Социјалдемократскиот сојуз, тогаш еве времето потврдува дека тоа не е баш така. И дека оваа власт најмалку што помислува во моментов е да им излезе у пресрет на бугарите. У моментов оваа власт на гъс не ги става бугарите и нивните фрустрации, нивните потреби да ги видат македонците по бугарче. Така што ќе си чекаат малце подолго и да влезат и во устав и да прифатиме и ред други работи што ги бараат тоа, па тој филм па ич нема да го гледаат. Ама знаете како е сега? Овие бараат малце, знаеш. Надворешна политика. Зошто не ми се свиѓа таа дипломатијата? Бара малце, знаеш, малце. Травестија, малку глума, малку не она што мислиш дека е, не она што мислиш дека го гледаш. Мада искрено тоа ме исто мене така една безпотребна работа. Зошто да си ја замарам глава со глупости, каков костим да облечам следниот пат, каква маска да ставам, за да им се прикажам за она што не сум, колку малце да ги држам, нели, тивки. Они не се глупи, разбираат. Ама anyway, такви се правилата на дипломатијата. Не гледам, пошто пак доаѓа момент која треба да отворена да кажеш, не бе, ова работа, дечки, не. Но убаво е за купување време, да ви кажам. Оти како тргнале европјани, овие од Европска унија. Нас изгледа само време ќе ни треба малце. Да купиме уште некој ден, некој месец, некоја година. Не ги согласност дадоа 26 земји војници да пратат у Украина, џомити, тамо им стои така, нели, за да не биде тоа апла, дека сакаат агресија, тоест да направат да влезат со војска. И го направиле тоа, демек, ние даваме согласност за војници од 26 земји, не знам само Македонија дали го има подпишано тоа, во Украина, колку да линии на раздвојување војскава да направи. Тампон кој ќе дое, нели, време. И Путин вака одме ми рече, вака искочи пред камера ми рече, гледате кај сум сечен, овдека, гледате кај сум сечен. Нормално, што да им кажа? Им кажа, пробајте, влезете, ќе има многу легитимни мети да гаѓам со нуклеарки. Тоа им го кажа. Прва секунда, без размишљање. Абе, тие, тоа се таква збирштина од Дилајли, тие у Европска унија. Луѓи, зарем не гледате какви, дека се
какви се тоа луѓе со какви флеки на биографиите. Потонати у корупција, у криминал, у неуспеси, дали на овој бизнис план, дали во политика ако има функција. И после тоа, по некоја магично стапче, може со оваквото ги ставаат, со такво стапче, ги ставаат на битни места у Европска унија. И тие најкорумпирани, најнеспособни што биле пред нивната функција Европска унија, после ви стануваат, не знам, председател на Совет на министри, председател за проширување на унијата, председател на Европска комисија. Вие очекувате од една таква збирштина или овие членкиве што им се таму овој на Франција председател шамари што пие од жена му пред камери, у јавност. Je suis tout à fait à votre disposition. Папа, шамар ке му залеп. Пред сите тука. А после ќе скочи смотра пред таа некоја француска гарда. Виждиш овој, барем 3 професионални договори има у легија странаци, барем 200 има убиено непријатели со ладно оружје, у борба гради со гради. Така иде, тоа смотра крпаш војниците. Гор тоа. Наполеон мислиш? А тој 5 минути претходно шамари од жена у пред камери. Реагува. Тоа ви се луѓето. И сега ние као трчаме да кон унијата, они као сакаат да не реформираат и така тоа едно 35 години. А од друга страна да ви кажам, ја мислам џабе секоја кампања во Македонија, ако тоа не се направи кампања за подобрување, за омекнување на менталитетот на не само на македонците, него на сите други етноси што живеат во Македонија, џабе секоја кампања, ја мислам. Ние веројатно на виките ги стекнуваме уште као овакви, као деца у фамилија и после тоа само се развиваме како што се развиваме, само општествата такви какви што биле изминативе 35 години, заедницата, политичката конјунктура, системот, овој начинот на владење само фактички не каптира онака, не собира, не влече како што воспитувањето ни е зезнато. И после тоа све е за тоа зезнато. На крајот на краиштата, луѓето ја прават политиката, луѓето ја прават државата. Ако овде не почне со сериозни казни да се санкционираат сите подметнувања, курназлаци, корупција, ова, со сериозни казни, џабе секоја кампања, џабе и најчесниот политичар гарнитура утре да дојде на власт, ќе биде немоќ. Нема да може ништо да смени. Али добро е. Пак сме добри. Овие од запад почнаа кучињата у школа да се ги паќаат. Осмолетка. Тоа е ретардирано. После ќе влагале со војска, ќе се тепеле со пути. Тоа е ретардирано до имбецилност. А ако не ми веруете на ова што го кажав, проверете го. И баш ме интересира овие, ако некој има таква информација од овие земји европска, па не мора да е ова Европска унија земјава, или нема, да. Ме интересира да ми пратите скриншот од барем првите 3-4 страни од збирката по математика на кучињава во школото од која што учат и решаваат задачи. Пичко матер. Путине мавни со некоја нуклеарка да се спасиме, пичко матер.